Во студиото со вас, Александар Спасовски. Добар ден, ви благодарам што сте со нас. Државниот обвинител Љупчо Коцевски уверува дека до средината на идниот месец ќе се знае колкумина обвинети ќе одговараат за пожарот во Кочанската дискотека Пулс. Вели дека интензивно се сослушуваат осомничени и сведоци, а во исто време се работат и вештачења од кои ќе биде познато дали со обвинението ќе бидат опфатени и други лица. Коцевски уверува дека истрагата се води неселективно во однос на полициските службеници и како што вели, можно е проширување и кон други лица. Истрагата во моментов продолжува со тоа што во моментов јавните обвинители, дел од јавните обвинители се во Кочани, а дел јавните обвинители се во Скопје. Во исклучително сложена постапка се работи, го кажавме, тоа и минатиот пат. Во моментов се сослушуваат сведоци, се сослушуваат оштетени и други лица кои се знаат нешто за настанот. Во меѓувреме исто така се координира со вештите лица во однос на она што треба да се вештачи. Нема никаква селективност, до сега нема да има ни натаму. Јас го кажав еднаш за еден медиум, значи се до завршување на истрагата можно и евентуално проширување. Меѓутоа тоа зависи од доказите и зависи од она што јавните обвинители ќе го обезбедат. Во моментов има обвинители во основното јавно обвинителство Кочани и обвинители во основното јавно обвинителство Скопје и вршат распит и на и во Кочани и во Скопје, така да согласно динамиката која е утврдена, ја мислам дека нема никаков проблем да се заврши постапката во предвидениот рок и да има обвинени. Прашање на време е кога Таравари ќе се замине од министерската позиција во владата, имајќи предвид дека шансите тој да остане дел од владината коалиција се сведени на минимум по отворените несогласувања со досегашните партнери од токушто формираната партија Вреди. Дека работите одат во таа насока потврдува информацијата од вчера, според која Таравари веќе почнал да формира изборни партиски штабови, меѓу кои оној во Гостивар, каде според информациите што беа објавени вчера не планира да се кандидира за градоначелник, туку местото го чува за Ваљбол Нимани, кој во моментов е вршител на должноста во оваа општина. Извори на Сител кои присуствувале на преговорите меѓу премиерот и Вреди, но и на разговорите кои ден претходно Мицкоски ги имаше со Таравари, тврдат дека разликите меѓу двете страни се огромни, а изгубена е и меѓусебната доверба. Мицкоски веќе јавно кажа, а подпредседателот Николовски вчера во тема на денот и потврди дека во владата нема простор за оние кои планираат да соработуваат со ДУИ. Таравари има 5 пратеници во собранието, но не е сигурно дека сите ќе го следат, особено доколку планира соработка со ДУИ. Вице-премиерот Фетај, кој беше еден од најблиските соработници на Таравари, вчера на социјалните мрежи се огради и изрази желба да остане во владата. Таравари вчера во изјава за медиумите рече дека не очекува предвремени избори, бидејќи владата има мнозинство. Самиот призна дека не може да седи на две столчиња, но не прецизираше кога ќе ја напушти владата, бидејќи како што рече со премиерот дале одреден период за разговори. Таравари им ги украде 5 пратенички мандати на граѓаните во име на промената, а сега се обидува да ги фрли во казанот на ДУИ, каде што врие криминал и корупција, се вели во соопштението кое што утрово го испратија од Вреди. Не беше одамна, само пред една година, токму во овој месец, кандидатите за пратеници кои денес се пратеници на Алијанса на албанците под логото на Вреди, од врата на врата им велеа на граѓаните: ние сме промената, ние не одиме со ДУИ, Зијадин е предавникот за тоа што сакаше да и го продолжи владењето на ДУИ. Граѓаните ја кажаа својата волја, гласаа за промена. Промената дојде, Таравари дезертираше, но една армија не сме да ја следи слепо судбината на еден дезертер, се вели во соопштението на Вреди, со кое се повикуваат пратениците да се репозиционираат и да се вратат на исполнување на дадените ветувања пред изборите. Демократската унија за интеграција изразува длабоко разочарување од однесувањето на албанските коалициски партнери во власта, се вели во соопштението на ДУИ објавено утрово. На јавна сцена тие се понижуваат себеси во обидот да му се допаднат на премиерот, кој од високо им дели лекции и им го покажува местото во коалицијата, кое за нив тој го одредил. Секојдневно слушаме не само од премиерот, туку и од други представници на ВМРО, па дури и од останатите коалициски партнери за тоа кој со кого смее, а кој со кого не смее да коалицира и кој со кого бил фатен да разговара или преговара, се вели во соопштението кое што утрово го испратија од ДУИ.
А лидерот на опозицијата Венко Филипче очекува владеачката коалиција да се распадне, бидејќи, како што вели, нема идеја и визија како да ја води државата. Рече дека неговата партија е подготвена за било какви избори, додавајќи дека сега СДСМ предпазливо ќе ги бира коалиционите партнери, откако коалицијата со ДУИ сериозно им го нарушила имиџот. Коалиција која што не се темели на никакви вредности и нема никаква идеја и визија како да води државата напред, а за тоа сведочиме секој ден, но судена е само на една работа, а тоа е неуспех, прашање на време кога целата коалиција ќе се распадне. Очигледно ништо суштински не ги врзува политичките партии во таа коалиција. Како ќе се одвиваат работите, тоа не е наша работа. Ние во СДСМ се спремаме за престојните избори и нашите врати се отворени, канали на комуникација, бараме партнери. Ја потврдивме коалицијата наша од 14 партии, заеднички веќе почнавме да ги креираме листите во сите општински, за сите општини, а во однос на други партнери почнува процесот на разговори. Дали сте подготвени за евентуални предвремени парламентарни избори? Да, партијата е апсолутно спремна каков и изборен циклус да дојде во престојниот период. Дали би коалицирале со ДУИ? Ке разговараме со сите политички партии, меѓутоа принципите на коалиција значат дека коалиционите партнери прво треба да се почитуваат, понатаму да се целосно согласни околу програмите кои што ќе ги ветиме на граѓаните, односно имплементираме научени лекции од претходните коалиции кои што на некој начин имиџот на СДСМ го оштети. Венко Филипче, министерот кој остави државата без лекови и граѓаните без здравствен систем, сега се обидува да ја третира реалноста со анкети по негова мерка, лажни, невалидни и политички. Наредени се вели во соопштението на ВМРО-ДПМН утро. Повеќе од јасно е дека болката од катастрофалниот пораз се уште го држи буден, па наместо да се соочи со вистината се измислува падови каде што има раст. Ако има елементарна пристојност, каква што очигледно нема, Филипче треба да покаже барем една релевантна анкета каде СДС има повеќе од 6% рейтинг, се вели во соопштението на ВМРО-ДПМН. Во Варшава денеска се одржува неформален состанок на шефовите на дипломатиите на земјите членки на Европската Унија и на државите кандидати и потенцијални кандидати за членство во Унијата, на кој ќе присуствува и македонскиот министер за надворешни работи Тимчо Муцунски. На средбата, што ќе се одржи во форма на работен ручек во рамки на неформалното заседание на Советот за надворешни работи на Европската Унија, министрите ќе разговараат за предизвиците на европската надворешна и безбедносна политика со посебен акцент на градењето отпорност на хибридните закани. Вчера на првиот ден од состанокот, европските шефови на дипломати имаа дискусија за клучните прашања во односите на Европската Унија со Велика Британија, на која присуствуваше и британскиот државен секретар за надворешни работи Дейвид Лами. Градоначалникот на општина Центар денеска отвори новата детска градинка Пролет, која, како што рече, е изградена по најсовремени стандарди. Станува збор за објект чија изградба почна пред 3 години и целосно е финансиран од буџетот на општина Центар. Искрено сум гор што денеска ја отвараме нашата најмодерна, најурбана, најевропска градинка, градинката Пролет во самата населба Пролет, градинка која што е на 3200 метри квадратни со 9 занимални, капацитети од 173 дечиња. Гор сум што успеавме во рок од 3 години да го отпочнеме и завршиме самиот проект и денеска конечно да го отвориме. Нашата грижа за најмладите е на највисоко ниво и тоа го докажуваме во изминатите 3,5 години со нашата посветеност во делот на самите градинки за нивна реконструкција и одржување на највисоко можно ниво и не застануваме тука, продолжуваме во интерес за нашите идни генерации да овозможиме што подобри услови за нивно школување, образување и така ќе продолжиме како општина и во наредниот период. Производителите на ориз се подготвени за сеидба, но нема доволно вода. Поради тоа, оваа година ќе се сеат само половина од капацитетите. За проблемите со кои се соочуваат овие земјоделци разговараше нашиот штипски дописник Трајан Ристовски.
Започна сезоната за наводнување на оризовите полиња во Кочанско. Меѓутоа, поради недоволните количини на вода во брана Калиманци, годинава под ориз ќе бидат засадени само половина од површините. Остатокот ќе се наводнува во случај да се подобри хидролошката состојба во браната. Површините се намалени на 50%, скоро на 50, 2500 хектара се сега предвидени за прво наводнување, така да се договоривме со министерот да се зголемуваат површините со наводнување како ќе се зголемува количината на вода во Лиманци. На стартот на сеидбата, водата од хидросистемот е пуштена само низ реките. Прифатена од страна на оризонталите таму кај што е спремана површината. Во главном 90% се спремани, меѓутоа се пуштени сега моментално само во речните корита, додека во системот каналетки ќе почека уште неколку дена. 2-3 дена најмалку ќе почека. На почетокот ќе се оди со сеидба на крупни сорти на ориз кои се интересни за трговците и имаат висок рандаман. Рокот е скоро пробиен, меѓутоа се надеваме дека на ризик идеме веќе, се надеваме дека есента ќе биде добра за оризот, па затоа ќе одиме со крупните сорти кои ги барат и пазарот го барат и откупувачите ја барат како сорта. Пред 2 дена оризарите излегоа на протест со блокада на едната коловозна лента на регионалниот пат Штип-Кочани и побараа корекција на предлог планот за наводнување на територијата на општина Чишиново-Облешево, корекција во исплатата на субвенцијата од 6 денари за килограм, при што тоа да биде за целата предадена арпа, а не за 800 килограми по пријавена површина, и што е можно побрзо да се започне со откупот за стоковите резерви. За Сител, Трајан Ристовски. Постојаните осцилации на нивото на водата во Охридското езеро негативно влијаат на екосистемот во него и представуваат закана за некои ендемични видови, предупредуваат екологистите. Главна причина според нив се климатските промени, но и човечкиот фактор кој во последните години се поинтензивно влијае. Нашата охридска дописничка Нина Аритоновска на оваа тема. Климатските промени и постојаните осцилации на нивото негативно влијаат врз Охридското езеро. Ваквите состојби нанесуваат огромни штети врз екосистемот, а отворена и можноста за исчезнување на некои ендемични видови. Екологистите повторно го кренаа својот глас, бараат поголема заштита на езерото кое е под заштита на УНЕСКО. Тие осцилации доведуваат до голем број на негативни промени околу Охридското езеро. Ова е сето надополнето и од климатските промени кои што доведуваат до помал талок, односно помалку врнежи во Охридското езеро, кои што исто така дополнително ја комплицираат оваа состојба. Затоа е потребно да се ревидираат сите тие студии, сите тие договори и овој систем конечно да се смени со еден современ систем кој што ќе биде во корелација со временските прилики и со најновите научни достигнувања. Известни грешки се направени во 60-тите години од минатиот век кога Охридското езеро стана акумулација за производство на електрична енергија. Известни грешки се направени во 60-тите години од минатиот век кога езерото стана акумулација за производство на електрична енергија, не водејќи сметка за неговото значење од аспекти на опстанок на животниот свет, спречен е патот на јагулите и за резервоар за питка вода. До денес исто така не е решен проблемот со истекот на езерските води преку Црн Дрим, со ставање и вадење талпи, значи на еден примитивен начин за да функционираат централите во Македонија и во Албанија. Експертите додаваат дека покрај овие неприродни осцилации на нивото на езерото, проблем за живиот свет во него е внесувањето на комунални отпадни води од градот Охрид, Струга и од околните рурални населби. Нина Аритоновска, Сител телевизија. Вести од светот во избор